Во библизмот и литургизмот на Охридскиот светител се корени тајната на постот и молитвата и врз постот и молитвата надзидуваната цивилизација на постот. Безстрастната култура на обестрастениот исподвизите монахост наум представува тајна на молитвата и врз молитвата создаваното творешто разбрано како еден вид на молитва. Во таа смисла, на Свети Наум Охридски му припаѓа местото на творец, на подвижничкиот менталитет на православната македонско-словенска култура. Со тоа Охридскиот подвижник докажува и покажува дека делото на светите седмочисленици е несведливо само на писмо и на јазик. Нивното заедничко дело соочува со фактот дека живот, екзистенцијата и историјата имаат своја смисла. Но тие смислата не ја бараат во глобалните закономерности од човечкото севкупно постоење, туку во целта на постоењето. А целта на постоењето за монахот и подвижникот Наум е содржана во исконската потреба на човекот да се извиши над минливоста и менливоста на живот. Да постои во безсмртие, во вечноста. Токму таа е пораката која Свети Наум ја запишал на страниците од својот севкупен монашки живот со крвта своја и во целосна согласност со древната монашка изрека "То се ема лаве гневима, тај крв прими дух". А целиот свој живот го поминал во безпрекорна чистота и действо. Воден од поривот, со целиот свој живот да го афирмира животот како историја на светот, на народот и на личност, со Бога и во Бога, а потем да ја одгатне загадката на историјата, незината логосност и смисла во нешто што е надвор од неа, во вечноста, Свети Наум последните години од својот живот ги поминал монашки. Скудните информации за Свети Наум Охридски, запишани на страниците од примарните историски документи, сведочат за тоа дека после сестраната исцрпувачка духовна и културна дејност во Кутмичевица се повлекол во манастирот од него соограден крај брегот на Белото езеро. Манастирот му го посветил на светиот архангел Михаил. Во хагиографијата на преподобен Наум Охридски чудотворец, напишана од раката на светиот архимандрит отецот Јустин Ќелиски, за Свети Наум е напишано следно: додека Свети Климент делувал како епископ во Охрид, дотогаш Свети Наум основал манастир на јужниот брег од езерото, кој ден денес го украсува тој брег, како што името на Свети Наум ја краси историјата на словенското христијанство и кој низ вековите до денес не престанува да биде прибежиште за болните и немотите. Свештената киновија на преподобен Наум Охридски е совршено уравнотежена со природната средина и со и продорно слови за милениумската древност. Во општиот призор на молитвената работилница од Охрид се фокусираат линијата на историските текови и линијата на девствениот еколошки амбиент. Земните константи на светилиштето се небото, езерото, изворите на Дрим, Галичица. Манастирот не им се противи на линиите на природата и просторот. Чудесно ги рекапитулира во себе и со себе историското течење на времето од 9 век до денеска и со својата вечна сегашност го венчава создадениот свет од Бога околу себе. Наум, нашиот боголюбив духовен патриарх од Охрид, го облеко вештеството во светлината од образот на Логосот со силата на светоста и
светопреданското благочестие. Го создал првото монашко общежитие во православната словенска икумена, за да му стане тело на воплотениот Логос, Богочовекот Христос. Околу Свети Наум се собрало монаштво, мноштво на монаси од сите краеви на Балкан. Зашто Свети Наум? Зошто Свети Наум се определил за кинопискиот тип на монаштво? Затоа што на него силно влијаело богословското и аскетското наследство на кападокиските отци и философи, а тоа не се очува со реалната можност да го знаел монашкиот устав на Свети Василий Велики. Токму тој аскетско-книжевен изворник можел да го инспирира за создавање на првата монашка заедница во Охрид. Свети Наум одлично владеел со природата на монашката киновија, поради што не му било тешко да ги предвиди последиците од незиното засадување во почвата на словенската душа. Свети Наум без друго знаел дека авторитетите на монашкиот модус вивенди обштежитието го нарекуваат царска средина. И тоа е така пред се заради условите под кои се одвива животот на монахот во заедницата. Тие се оптимални и максимално се совпаѓаат со реалните капацитети во човечката природа. Свети Наум не можел да не го знае кажувањето на великиот Василий од Кесарија Кападокиска за тоа дека човекот е зоон киноникон. По природа, катафизи, токму затоа и обштежитието на Свети Наум представува уште еден добро и длабоко промислен и освестен, намерен духовен проект за автургично реализирање на црквата во балканските простори.